Благодарам, почитувана потпредседателка на Собранието, почитувани колеги пратеници, предлагам дневниот ред да се дополни со предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување по скратена постапка. Она кое што се предлага со овој предлог закон е воспоставување на законска можност покрај Центарот за обука во дирекцијата, обуки од областа на заштита и спасување да може да спроведуваат и правни лица кои претходно ќе добијат лиценца. Потоа до прецизирање на клучни поими како непосредна опасност, делот за чување на експлодирани убојни и други експлозивни средства кои што досега не били уредени во оваа законска материја, како и усогласување со Законот за инспекцијски надзор, каде што се утврдува и можност инспекторите да постапуваат со изрекување на мерка на забрана за користење на објект или дел од објект, исто така усогласување со Законот за прекршоци. Ова го правиме тргнувајќи од тоа дека во изминатите години, особено во летните месеци, кога ризикот од пожари е зголемен, постојните капацитети на силите за заштита и спасување не секогаш се доволни за навремено и ефикасно справување со сите интервенции, затоа прогласувањето на кризна состојба доведува до потреба од значително зголемување на човечките ресурси. Овој закон создава можност за еден флексибилен механизам да може искусни и оспособени лица да придонесат во делот на превенцијата и заштитата и гасењето на пожарите. Така што овој закон не пара дополнителни финансиски средства, се работи за необемен закон и предлагам да се донесе во скратена постапка. Ви благодарам.